أي قلب ضمه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Благодарно само припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Мајката на верниците Аиша радијаллаху анха пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем често ја учел следната дова во намаз: Аллахумма инни а'удhu бика минал ма'thami wal maghrami. Аллаху мој, барам заштита кај тебе од грев, или од било која работа која може да ме воведе во грев, и барам заштита кај тебе од долгови кои не можам да ги исплатам. Па му рекле асхабите: о Аллахов пратенику, зошто толку често бара заштита од долгови? Па рекол алейхи салату вассалам: кога човек ке западне во долгови, тој почнува да зборува па да лаже и ветува па не исполнува. Овој хадис кажува дека пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем многу често барал заштита кај Аллах Азза ва Джел од тоа да западне во долгови што не може да ги врати. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем во една прилика одржал говор во кој зборуваше за големината на наградата на оние кои се борат на Аллаховиот пат и на оние кои веруваат. Па што им рекол алейхи салату вассалам? Пренесува Ебу Катада радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем им кажа на присутните дека борбата на Аллаховиот пат и верувањето во Аллах Азза ва Джелле се најдобрите дела. Потоа еден човек станал и го прашал: о Аллахов пратенику, ако бидам убиен на Аллаховиот пат, дали со тоа ќе ми бидат простени моите гревови? Пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем одговорил: да. Ако бидеш убиен на Аллаховиот пат, додека си стрплив, очекуваш награда од Аллах, одиш напред и не се повлекуваш. Потоа пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем за кратко се вратил и повторно го прашал на човекот: што ме опита? Што рече? Тогаш човекот му го поставил истото прашање: дали ако погина на Аллаховиот пат ми се опростуваат моите гревови? Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: да, ќе ти бидат простени сите гревови, ако си стрплив, бараш награда, очекуваш награда и одиш напред без повлекување, освен долгот. Освен долгот, и тоа ми го кажа Џибрил алейхи салату вассалам, што значи во моментите му дошла објава од Аллах субханаху ва таала дека на верник кој ќе загини на Аллаховиот пат му се опростуваат сите негови гревови со првата негова капка крв, но останува долгот. Останува долгот. Па ако е ове со шехиди, со оние кои даваат и живот и имот на Аллаховиот пат, што е тек со оние кои се на пониски степен од нив,
Затоа, браќа, треба да внимаваме, да не се задолжуваме без потреба и никогаш да не ги занемаруваме правата на луѓето. Во друго предание се пренесува од Мухамед ибн Џахш дека рекол: седевме со Аллаховиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, кога тој го крена својот поглед кон небото, потоа стави својата дланка на челото и рече: Субханаллах, какво строго предупредување објавено. Ние замолчивме и се уплашивме. Следниот ден го прашав: о Аллахов пратениче, што е тоа строго предупредување кое ти беше објавено? Па Аллаховиот пратеник алейхи салату ва салам одговорил: се колнам во оној во чија рака е мојата душа. Ако човек биде убиен на Аллаховиот пат, потоа проживеан пак на ова дуња, па повторно биде убиен, па повторно проживеан, па уште еднаш да биде убиен, 3 пати да биде шехид, 3 пати да биде убиен на Аллаховиот пат, а врз него или има долгови и борџови, нема да влезе во џеннет се додека долгот не му биде отплатен. Нема да влезе во џеннет се додека борџот не му биде отплатен. Зарем овој говор на алейхи салату ва салам не е доволен да укаже на тежината на борџот и на долгот? Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем им вкоренуваше на неговите асхаби свест за сериозноста на долгот. Па вели Џабир ибн Абдилlah радијаллаху ан: умре еден човек, еден од асхабите, па ние го измивме, го намирисавме, го завиткавме во чефин, а потоа го донесоме кај пратеникот саллаллаху алейхи ва селем да му клања џеназе. Пратеникот саллаллаху алейхи ва селем направи неколку чекори за да почне со намазот, но тога застана и праша: дали овој мејид има долг? Па му рекоа: да, Аллахов пратениче, има 2 динари. Има долг од 2 динари. Па тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем се повлече од тоа да му клања намаз и му рече на неговите асхаби: клањајте му на вашиот брат. Клањајте му на вашиот брат. Тогаш Ебу Катаде, еден од асхабите, рекол: о Аллахов пратенику, јас ке ги преземам тие 2 динари. Пратеникот саллаллаху алейхи ва селем го праша за да го потврди тоа: дали со тоа овој должник, овој мејид е ослободен, а долгот сега е твој, о Ебу Катаде? Па рекол: да, о Аллах пратенику. Тога се вратил и му клањал џеназе на мејитот. Следниот ден Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол на Ебу Катаде: што стана со 2 динари? Дали го плати борџот? Што го зеде? Тогаш му рекол: о Аллах пратениче, теја беше вчера. Значи човекот само што пресели вчера. Третиот ден повторно го прашал Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, па му рекол Ебу Катаде: го исплатив борџот, о Аллах пратенику. Тогаш алейхи салату ва селам рекол: сега кожата негова се олади. Што значи сега е спасен од казната, што ќе го снајдеше поради долгот што го оставил зад себе. Вака Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем го поучуваше својот уммет, за да ги знаат и почитуваат правата на луѓето, да не се неправедни едни кон други и никој да не ги прекршува границите кон својот брат. Слушнете уште едно предание, што е пренесено за оној, посебно оној кој го одбива долгот, оној кој има долг, но намерно не го плача. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: секој човек кој ќе земе заем, а нема намера да му го врати правото на оној од кого позајмил, туку со измама го зел неговиот имот, па потоа умре, а не го отплати долгот, ќе го сретне Аллах азза ва џелле како крадец. Ќе го сретне Аллах азза ва џел како крадец. Таквиот човек на судниот ден ќе го сретне на возвишениот Аллах азза ва џелле како крадец, а кражбата е еден од големите гревови за кој заслужува џехеннемска казна, валијаду билlah. Драги и почитувани браќа, долгот е причина човекот да биде задржан, да не може да влезе во џеннет. Се пренесува од Саад ибн ал-Атвал радијаллаху анху дека неговиот брат умрел и оставил 300 дирхеми и семејство зад себе. Па Саад радијаллаху ан сакал да ги потроши тие пари за издршка на семејството на неговиот брат, но пратеникот саллаллаху алейхи ва селем рекол: твојот брат е задржан, ове се објава од Аллах азза ва џел, твојот брат е задржан, не може да влезе во џеннет поради својот долг, па исплати го долгот за него. Па рекол Саад: о Аллах пратенику,
ги отплати сите негови борџови, освен 2 динари, што една жена ги побара, но нема доказ. Нема сведоци, нигде не е запишано, нити мојот брат ме извести дека филан и фалан од жена имат борџ. Тогаш Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: дај и ги тие 2 динари, таа е во право. Исто така велит алейхи салату ва селам: на кого душата ќе го напушти неговото тело, значи кој ќе умре, а е ослободен од 3 работи, ќе влезе во џеннет. Од надуеност, од охолост, присвојување туѓо и долг. Што значи оној кој има долг и не го врача долгот и умре на теја, не може да влезе во џеннет, валијазу билlah. И велит Абдулла бин Омар радијаллаху анху, пренесувајќи од пратеникот саллаллаху алейхи ва селем дека рекол: кој ќе умре, а има долг, динар или дирхем, најмала вредност, динар или дирхем, ќе му биде земено од неговите добри дела, бидејќи таму нема да има ни динари, ни дирхеми. Исламски учењаци велат да се надеваме дека ова се однесува само на оние кои имаат борџ, но намерно не го враштаат борџот на оние на кого му припад вид. А затоа во друго предание Аллаховиот пратеник алейхи салату ва селам велит: кој ќе земе имот на луѓето со намера да го врати, кои ќе земат борџ, на вистина имат потреба и имат цврста намера да го вратит борџот, Аллах азза ва џелле ќе го отплати за него. Аллах азза ва џел ќе го отплати за него, а кој ќе земе борџ со намера да го наштети или да го уништи, Аллах азза ва џелле ќе го уништи него. Затоа, браќа, побрзајте со вашите борџови, платите доколку сте во можност. И на крај, посебна порака за оние луѓе кои некои имат борџ кај неми. Ако некој имат борџ кај тебе, а знаеш дека е преселен, и знаеш дека беше сиромашен и на вистина не можеше да ти го плати борџот, охалали му го заради Аллах азза ва џел. Охалали му го заради Аллах азза ва џел, зашто ове се сметат за поддршка и за помош на твојот брат муслиман. А претходно спомнавме дека кој ќе му помогне на својот брат муслиман, Аллах азза ва џел ќе го помогне и на дуња и на ахират. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بأهل القردة والخنازير، اللهم عليك بجيوشهم يا جبار يا قوي. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولزوجاتنا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.